Започнува реконструкцијата на тврдината Исар, еден од најзначајните археолошки локалитети во Штип. Во тек е тендерската постапка за избор на фирма која ќе изврши реконструкција на Акрополот, изграден во вториот век од нашата ера. Проектот е на Штипскиот музеј, а општина Штип обезбеди околу 1,6 милиони евра преку вториот владин повик за искористување на средства од унгарскиот кредит. Проектот треба да биде завршен до крајот на годината. Пријавени се две компании. Очекувам деновиве да се направи најповолен избор за најповолен понудувач и веќе во месеците кои што следуваат да се започне со реставрација и конзервација на тврдината Исар, која многумина ја посакуваат како финален проект. Тврдината ќе се реставрира според примерот на Скопското кали и Самуиловата тврдина во Охрид. На самиот врв ќе се реставрираат трите кули, кои меѓу себе ќе бидат поврзани со беден висок 4 метри. За автентичноста на реставрацијскиот процес ќе се грижи Штипскиот завод музеј. Просторот ќе биде осветлен и ќе се изградат дополнителни скали и патека до врвот, од каде градот се гледа како на дланка. Предвидува изградба на 3 кули, конзервација и реставрација на зидините, целосно осветлување и практично давање на акцент на историското културно наследство кое како град го имаме, а кое досега никогаш не било акцентирано и не му било досега дадено, еве така да се изразам, значење. Преку овој проект навистина Штип како градот под Исарот ќе му даде значење на оваа место кое верувам дека ќе биде доста посетено, не само од штипјани. Освен што тврдината е културно-историско наследство, обичај поврзан со неа е внесен на листата на нематеријални богатства на УНЕСКО. Традиционално секоја година на денот на пролетта 22 март, штипјани се искачуваат на тврдината, каде според обичајот 40 се фрлаат 39 каменчиња, додека 40-тото се задржува за себе. Се верува дека ако тоа каменче се стави под перница, ќе се сонува идниот сопруг.